Добре дојдовте во студио, гостин Лиле Поповска, председателка на Дом. Добре дојдовте и вие во студио. Веќе 7 ден Скопје се задушува поради загадувањето на воздухот. Активистите и граѓаните денеска реагираат, се делеа маски низ градот и бараат да се преземат итни и конкретни мерки. Што всушност се чека? Се чекаат формално да поминат некои рокови кои што се зацртани со оперативен план помеѓу Министерството за животна средина и градот Скопје, според кои на 5 дена поминува онаа зона на информирање, кога целата јавност треба да се информира за состојбата со аерозагадувањето, а по 10 дена е фаза на алармирање, прак на алармирање, кога треба да се превземе нешто. Меѓутоа, лично јас... Тоа е процедура која што е напишана од човечка рака и која што треба да биде флексибилна. Лично јас мислам дека треба да се смени, тоа се предолги рокови, затоа што и 2 дена и 3 дена во ваков загаден воздух е алармантно и може да се наштети на здравието. Токму затоа речиси секој ден како Дом гледате дека имаме што пресконференции, што трибини, што разговори со институции, со луѓе и на национално и на локално ниво. Ние предлагаме да се работи многу поургентно, пред се да се интервенира во сообраќајот. Предлагате на кого? Предлагаме на градот Скопје конкретно, затоа што за тие работи градот би требало да ги направи, меѓутоа и лобираме преку Министерството за животна средина да се превземат одредени работи, па јас мислам благодарение и на сите тие заложби на граѓани и на луѓе од политика и надвор од политика, практично се крена еден голем интерес и мислам дека сме на прагот да се мобилизираме целосно, затоа што ова бара мобилизација и заедничка акција на сите институции и на национално, на локално ниво, но и на граѓаните. Сообраќајот е една работа каде што Само да ве прашам, вчера беше одложена оваа точка од дневниот ред. Вие сте партија која парципира во власта, нели можете и да излобирате, за да се постави веднаш. Вашите предлози да бидат ставени точка. Меѓутоа, знаете што, еден пратеник не може да наметне некоја работа, меѓутоа може да отпочне процес, може да лобира и тоа го правиме и работите, фала Богу, во некоја насока и се менува. Денеска на владата се разгледува загадувањето и очекувам до вечер да има конкретни заклучоци и предлог мерки во оваа ситуација. Ова не е точка која што е помалку важна од некоја било која дури изискува приоритет. Дури, господи Точи, јас мислам дека очекувам дека и на парламентот ќе се најде побрзо оваа точка отколку што е на крајот на седницата. Мислам дека има клима, сите сме свесни, сите сме разумни луѓе, сите имаме деца. Постои ли начин вие да притиснете, да излобирате? Има ли некој друг начин, освен да чекаме таа точка на дневниот ред? Не, има се разбира, ние тоа и го правиме, затоа реков и трибини и јавни расправи, меѓутоа и пресконференции постојано, но и лични контакти, затоа значи од тие причини наидовме на позитивен одзив кога лобиравме да не се одложи рокот за еколошко прилагодување за големите загадувачи. Вие знаете дека имаше размисли во владата да се пролонгира уште 5 години тој рок и тоа беше барање на 5 најголеми бара од наместо април 2014 уште следни 5 години да се пролонгира рокот кога тие ќе работат не еколошки и ќе загадуваат. Каде ги лоцирате? Тука успеавме, само да се доискажам, значи тука успеавме со аргументи, со една позитивна кампања да доведеме до тоа да се промени тој став и се разбира заедно и поради влијание и на невладини организации, на граѓани предпоставувам, меѓутоа ние нашиот дел си го одработивме да се запази рокот до април 2014 и тука владата веќе фиксно тоа го зацрта. Ние продолживме како партија да одиме во посета на тие големи загадувачи. Знаете дека ги посетивме и едни, и други, и трети. Во Макстил и во Југохром Јегуновце се уште не сме се сретнале, меѓутоа во Југохром Јегуновце знаеме дека имаат проблеми, можеби немаат што да кажат, меѓутоа ние затоа па појдовме во Тетово. Директно таму организиравме трибина, ги поканивме, Тетово е исто така загадено колку Тетово е во катастрофална ситуација. Тетово, Гостивар, целиот полог и што пора
врачавме, значи, онаму каде што велиме, каде што големите гиганти, капацитети кои што работат со металуршка индустрија, имаат и големи добивки. Знаете дека берзата на метали со години поред е многу високо. Одвојуваат средства секогаш за да може да си купат филтри или не знам, мора секогаш да има. И мора да има максимум 1% годишно ако редовно одвојуваат. Но рековме, за некои капацитети кои не се во состојба тоа да го направат, како што е Југохром Јегуновце, а кои што се важни за социјалниот мир, за екзистенцијата на луѓето таму во Полошко, во такви ситуации државата треба да размисли како да им помогне, да биде гарант за некои поволни еколошки кредити, ги велам еколошки наменети за еколошки потреби, за еколошко прилагодување, да, или за пристап до користење на одредени европски фондови. Како пример би кажала, денешна информација ми е дека е избран, значи, мислам дека е избран понудувач и дека ќе се државата, владата ќе прави пречистителна станица за отпадните води од Југохром, Јегуновце, за да се спречи труење на водите на Вардар со 6-валентен хром, кој што е еден од продуктите од Југохром. Значи, такви активности, како што е таа, треба да има многу. Не една пречистителна станица. Секаде каде што не може одредена фирма да направи, а гледаш дека таму ти работат луѓе, целиот крај ќе се испусти ако се затвори, а од друга страна пак луѓето се трујат од тие загадувачи. Тука треба државата, значи, да интервенира, затоа се тие еколошки фондови. Недостасуваат средства за мониторинг. Да, се зборуваше дека недостасуваат. Добар дел од мерните станици не работат. Вака, во Скопје, тука веќе дел од битката е извојувана. Минатата година ништо не работеше, речиси. Скоро ни една мерна станица во големи периоди не работеше и тоа беше страшна работа. Имавме многу дебати, многу објаснувања. Имаше некои технички наводно проблеми, ми кажува. Сега не работат. Требало тендерски постапки, добар дел од мерните станици и низ државата но низ Скопје денеска, значи овие денови колку што не работат, меѓутоа официјалните од Министерството од 5-4 работат. Работат и благодарение на тоа граѓаните можат да видат и да видиме што ни се случува за да одиме во здружена акција. Што е со средствата што не достигаат и доволен ли е тој минимални фонд средства, вака. За мерни станици што се одвојуваат за животна средина, некој 0,3%. Не е доволно, тој има повремени одредени еколошки пакети кои што одат дел преку Министерството, дел одат преку Министерство за транспорт и врски, дел одат преку локална самоуправа, значи има зголемени, многукратно се зголемени средствата што се однесуваат на еколошки проблеми, а кои што одат преку различни институции. Да не заборавиме дека екологија се и пречистителни станици и разни водоснабдителни станици и поправка на санитарни јазли во училишта, во градинки, во јавни институции и така натаму. Сето тоа е дел од екологијата, сето тоа е услов за да имаш здрав живот. Значи, многукратно се зголемени средствата што одат за еколошки проекти, но направени се исто така прием на зголемен број инспектори, за тоа неколку години инсистиравме, кога пред пар години немаше, речиси на една рака имаше инспектори, сега има над 20 инспектори државни и дополнително локални во сите поголеми локални самоуправи. Но тоа е малку. Покажува дека недостасуваат сепак средства. Малку се, ќе ви кажам вака, треба повеќе средства дополнително за повеќе инспектори и на национално и на локално ниво и потребно би било според нас, тоа го предлагаме и јавно, една координација подобра на инспекторите и да се размисли да се стават сите тие под надлежност одредена на државниот инспектор, за да може навистина поефикасно да се делува. Дополнително, инспекторатите немаат доволно опрема, немаат возила теренски, треба повеќе мерни станици. Потребно е да се доопреми државна лабораторија
лабораторија, знаете дека лобираме и во процес е веќе доопремување на лабораторијата во Министерството за животна средина. Очекуваме понова година да се направи акредитација, за да може да проверуваме едно се резултатите од приватни лаборатории, а друго е да се има паралелно и државата своји резултати. Не подценувам, има професионалци кои што си ја работата како што треба во тие приватни акредитирани лаборатории, но имаме сознание дека понекогаш поради притисоци или поради некои други причини може да се издадат и неточни податоци. А тоа значи дека да му дозволиш да те труе, а да не може да се превземе нема ништо. Акредитирано, Нема техники за моделирање на влијанието на мониторингот. Во таа насока, токму пред некој ден предложивме уште една надградба на тој систем на мониторинг. Да се направи централна една хемиска лабораторија, каде што ќе се обединат сите државни лаборатории. Сега нека се бидат и теренски распоредени, но да ги користат заеднички ресурсите. Ние сме премала земја за да можеме да имаме повеќе спектрофотометри, вакви и такви скапи апарати на повеќе делови низ Македонија. Но треба да биде како државата опремена да може во секој момент да исконтролира што се случува. Законите ги имаме, ама немаме опрема. Законите, фала Богу, ги донесовме, но сега доаѓа најтешкиот дел кога треба да се примени. За целото ова загадување? Ниска еколошка свест, една работа. Втора работа, еден пристап кога економијата е се уште над екологијата, и тоа е поврзано со еколошката свест и на субјектите што работат со индустрија, меѓутоа и на граѓаните, па и на политичарите. Ја немаме постигнато критичната вредност на еколошка свест на сите нивоа. Се уште се смета, тоа ни е останато последниве, откако знам за себе и децении веќе се вели важно фабриката нека чури, нека се отворат фабрики, нека чури, и тоа се смета како нешто убаво. Се заборава дека во современ свет фабриката не треба да чури ништо друго освен водена пареја. Се друго треба во абсорбери да остане внатре, да се преработи и енергијата да се искористи и дали како политичар кој што се бори за сите овие работи го сметате ова за вас личен пораз? Не е пораз, туку е само мотив да се доработи работата, затоа што за мене и за колегите од дом и за сите луѓе со еколошка свест е јасно дека нема лажна дилема работа или здравје. Ем работа, ем здравје бараме. Значи, економијата и екологијата мора да одат рака под рака. Не може за сметка на тоа некоја фабрика да чури, за да има работа, да мижиме и да го дозволуваме тоа. Напротив, треба да се менуваат состојбите. Затоа, значи, успеавме да ги смениме, да ја смениме одлуката, да не се продолжува рокот на загадувачите. Успеавме да се затвори дефинитивно топилницата во Велес, односно да не се рестартира, бидејќи таа беше пред рестарт. Успеавме да не се изгради железара во Неготино, среде Лозија. Понатаму, сега се мобилизирани сите инспектори, веќе целиве десетина дена во Скопје се на терен и наутро до вечер одат, ги проверуваат средните и малите капацитети, затоа што да не заборавиме загадувањето има повеќе лица, многу лица. Ние ги гледаме големите оджаци, тие полесно се гледаат и тие се најголем извор на загадување. Меѓутоа имаме многубројни средни и мали оджаци каде што ние немаме доволна контрола ни што се гори, а токму од тоа горење различно ние се загадуваме. Што е со возилата? Рекоа дека возилата дополнително, затоа значи сиве овие кампањи наши да се смени режимот на движење. Јас сум повеќе од сигурна дека и ова ќе успее, ќе има промена не само поради нас, туку поради сите граѓани кои што имаме веќе доволна еколошка свест. Дали сметате дека ова ни се враќа како бумеранг, бидејќи 2010-та владата донесе одлука за увоз на стари возила постари од 14 години? Тоа беше многу проблематична одлука. Јас тогаш реагирав, имав изјави дека нели сметате дека тоа ни се врати како бумеранг сега? Делумно се врати, иако нема сериозна анализа дали дел од тие коли кои што беа уште со постар датум не се заменети со малку понови. Мислам дека малку помалку за стари возила имаме сега отколку што беа. Но таа мерка требаше да трае сосем краткотрајно,
колку да се заменат најстарите возила, но се продолжи подолго време и таква работа веројатно во иднина не смееме веќе да си дозволиме, дефинитивно. Мене една работа, да речем, сакам да кажам кое што охрабрува. Охрабрува борбата граѓанска на терен. Видете ги граѓаните од Аеродром, Газибаба, Бутел, се изорганизирани во мрежи, кажуваат што ги мачи, одат со сите средства се борат, се јакне свеста и мислам дека со сите овие наши притисоци заеднички и ваши како медиуми и наши како политичари на граѓани, мислам дека многу скоро, јас мислам дека за една недела може да се реши главниот проблем во Аеродром, само нека се помине по Првомајска, нека се види во таа индустријска зона, нека се поминат сите објекти, што горат, како ги водат процесите, што им чури од облаците. Да, меѓутоа еве сега тие два апарата од Министерството за здравство, новите треба да се стават во функција. За една недела до 10 дена јас мислам дека може да се обиколат сите тие објекти и да се види точно што се случува. Оние кои што гадат клуч на врата, затоа што здравието нема цена. И онаму каде што ќе видиш дека некој злоупотребува, дека некој штеди на моето, вашето, на здравието на нашите деца, клуч на врата, нека си инвестираат, нека си доинвестираат, па потоа да работат. Не е среќа фабрика што чури. Фабриките не треба да чурат ништо друго, освен водена пареа, да сме начисто. Не црни облаци да гледаме. И треба сите да се прилагодиме и како граѓани. Мислам дека е многу значајно што сега не можеме да кажеме дека немаме солиден јавен превоз. Тука градот Скопје мораме да признаеме. И многу едноставно може да се воведе пар, тоа го имавме пред повеќе години. Ние се нафаќаме таа непопуларна мерка, ја предлагаме цел месец веќе од како фатија маглите. Значи еве го предлагаме повторно тоа. Одите ли вие некогаш пешки или ќе видиме ли пример од некој од министрите во владата? Да, и пешки и со автобус овие денови, да, иако поретко ќе треба почесто тоа да го користиме затоа што во оваа трка понекогаш одиме и гледаме што поскоро некаде да стигнеме, меѓутоа гледаме макар и дома да се организираме, да не оди кола празна со еден човек. Секој нека почне макар од себе, макар уште еден да земе во колата, уште еден, уште двајца, веќе со тоа ќе имате една, две коли помалку на улиците. Значи, сите треба да се мобилизираме, ова е заедничка акција, загадувањето има многу лица, треба да се бориме, тоа е како ламја со повеќе глави. Треба со сите тие да се справиме и тука треба секој својот дел да го одработи, и институциите и граѓаните. Само што надлежните нели да бидат малку пофлексибилни и да не го чекаат тој рок. Веќе мислам дека црвените сјалици на сите веќе процедурите сепак ги напишала човечка рака, па може и да ги измени. И треба да се смена, треба да се смена. Ви благодарам за интересот.